Министерството за образование ќе ја проверува содржината на учебникот по историја за 7 одделение, бидејќи во него пишувало факти кои не соодветствувале со научната реалност. Токму затоа на адреса на МОН стигнале повеќе претставки, па министерот решил да формира комисија која ќе ги анализира лекциите и ќе утврди кои се тие неточни податоци и информации. Доколку комисијата утврди дека претставките се основани, има законски рок од 10 дена до министерот да достави предлог за повлекување на учебникот. Алфа телевизија праша во Министерството за образование колку претставки стигнале до нив, од кого, на што точно се однесуваат и кои се членовите во комисијата која ќе одлучува по нив. Оттаму засега единствено знаеме дека интересот на медиумите бил голем, па подготвувале одговор. Ова не е прв пат учебникот по историја за 7 одделение кој го опфаќа средниот век да биде ставен на маса и да се зборува за негови промени. Македонија до учебната 2024-2025 година ќе мора да ги отстрани деловите кои му сметаат на источниот сосед, а за кои мешовитата историска комисија постигна договор. Лекциите за Букурешкиот мировен договор, положбата на македонците во Бугарија, антифашистичкиот отпор, балканските војни, историските факти кои се однесуваат на цар Самуил се само мал дел од она што Македонија ќе треба да го промени во учебниците по историја за 7 одделенците, согласно протоколот кој го потпишавме со Бугарија.